Мразот им го изеде родот на пробиштипските земјоделци. Земјоделските експерти оценуваат дека штетите на лозовите и овошните насади се 100%. Род ќе немаат ниту годинава, ниту пак наредната. Маде Зашовски, кој има 8 хектари лозови насади и плантажи со вишни, вели дека има штета од над 30.000 евра само кај лозовите насади. Па сега субвенциите се ни подитно потребни, на некој начин барем да ги тераме тековните трошкове. Значи, ние мора да ги обавуваме тековните трошкове, плата за работници, тековно одржување, хербициди, купување фунгициди, така да се тоа мора, овие субвенции барем во овој момент многу потребни. Комисијата за проценка на штети од денеска официјално на терен. Според првичните проценки на земјоделските експерти, штетите во овој регион на лозовите и овошните насади изнесува околу 2 милиони евра. Значи, станува збор за површина од околу 320 хектари под овошен насад, значи вклучувајќи го и индивидуалниот и правниот сектор, и околу 160 хектари лозов насад, значи една голема штета за земјоделците од нашата општина. Земјоделците од овој регион се пожалија дека мора да се најде начин за осигурување на посевите од студот, бидејќи компаниите оваа година не им дозволиле тоа да го сторат. Во некои компании кај што ние претходно бевме осигурени, значи не прифаќа осигурување за од мразта или се прифаќаше тоа да биде од крајот на април, мај, кога веќе временските услови не се така ниски. Штети од мразот ќе можат да ги пријавуваат регистрираните земјоделци, но и оние на кои што не им следуваат субвенции. Пријавувањето е до 10 мај. Земјоделците очекуваат обештетување, но засега и оваа исплата е неизвестна, како што се и субвенциите кои ги чекаат земјоделците.